Дождовите се добре дојдени за есенската сеидба. Експертите велат дека влажната почва е идеална за подготвување за сеидбата. Затоа советуваат полјоделците да искористат можноста и навреме да се подготват за сеидба. Овие дождови што се сега моментално се појавени тука во нашиот регион, па и во целава држава, пред се ќе се добро дојдени во полјоделството. Знаеме дека полека во месец октомври обично се идеалните услови за сејањето на житните култури, пченица, јачмен и така натаму. И во колку не дојдоа овие дождови, јас се надевам дека и во иднина ќе дојде денови каде што ќе падне одредено количество на дожд, не би можело да се изврши есенското сејање на житните култури. Се препорачува земјоделските производители, сите оние кои што имаат можност да ги припремат своите површини, да ги изорат и така натаму, да по овој период, дождлив период, односно овие неколку денови што се најава дожд, да ги припремат самите површини, односно почвите. Од друга страна, внимателни треба да бидат градинарите. Дождовите може да предизвикаат болести кај растенијата. Сепак за земјоделските производители градинари кои што имаат рано градинарско производство пред се пиперка на отворено, овој дожд не е баш добро дојден, затоа што тука може да се јави одредени болести пред се појава на бактериоза. Во колку планират да бербата да ја извршат и во наредите за време на 20 дена, значи во колку не се при крај со самата берба, тогаш препорачува да се изврши само една хемиска заштита со употреба на бакерни фунгициди. Ивановски напоменува дека дождот не е добре дојден и за лозарите. Големите количества вода може да предизвикаат намалување на шеќерноста во грозието, со што ќе дојде и до намалување на квалитетот и откупната цена.